Најава за денешните настани. Успешна година за крводарителството. Охридскиот Црвен крст им се заблагодари на крводарителите. Во специјалната болница Свети Еразмо за прв пат изведена операција на рбет со роботска технологија. Голем интерес за бесплатниот скрининг за бубрежни заболувања на струшка нефрологија. Во Полнек се зафатите за реконструкција и опремување со модерни реквизити на детските игралишта во Охрид. Посебен режим на сообраќај во Охрид предстојниот викенд. Со најавените и со останатите содржини на дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес свежо утро, а времето во текот на денот сончево со локална облачност и потопло. Беа измерени максимални 9 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ќе биде ведро со локална облачност, но свежо. Утре над најголем дел од Европа претежно сончево време со локална облачност, но релативно топло. Во западна и северозападна Европа, на југ од Скандинавија и североисточна Европа нестабилно со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево време со локална облачност и топло со пораст на дневните температури. Максималните ќе бидат во интервал од 11 до 16 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота студено утро со утрински температури од -6 до +3 степени. Во текот на денот сончево и потопло. Пораст на максималните температури кои ќе достигнат од 9 до 16 степени. Во Охрид во сабота свежо утро, температура утринска 0 степени, а времето во текот на денот сончево и повторно потопло. Максималната дневна температура ќе достигне до 11 степени. Во недела сончево и топло време, дневната температура 13, а во понеделник претежно сончево време со локална облачност, минималната 3, дневната 15. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди и топло. Пораст на утринската температура на 7 степени, а дневната 15 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Во време на енергетска криза си помагаме едни на други. Со 80 милиони евра неповратна помош од ЕУ, помагаме да се изнедат најдобрите решенија за сите. Директна помош за намалување на сметките за електрична енергија за домакинствата и ранливите категории граѓани. Спроведување решенија за поголема енергетска ефикасност и намалување на енергетската зависност. Инвестирање во одржливи и обновливи извори на енергија и забрзување на енергетската транзиција кон зелени решенија. Преземаме заеднички чекори за доброто на сите, затоа што енергијата не поврзува. ЕУ со тебе. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока,
Унитаз. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен, Бау центар на улица Железничка. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Успешна година за крводарителството. Реализирани 16 крводарителски акции и зголемен бројот на крводарители кои за прв пат дарувале крв. Денес, по повод Денот на крводарителството и Денот на Црвениот крст, во просториите на Општинската организација на Црвениот крст Охрид беа доделени благодарници на најуспешните крводарители во Охрид и Дебарца. Охриѓанецот Иво Милевски повеќе од 100 пати во својот живот дарувал крв. Гестот кој започнал како младешка љубопитност, за брзо време прераснал во еден вид морална обврска. Милевски денес кажат дека вообичаено по неколку пати во годината ја дарува својата драгоцена течност. Упатува апел до младите кои се во можност да го направат тоа. Даваме на препорака на младите, гледајќи мене, после толку години здравствено нема никаков проблем. Ако можат да си донираат крв, со тоа самото ќе си проверат трансфузиолошките центри, Црвениот крст, си прават, ќе си направат една фактички една крвна слика или здравствен преглед на тој период од едној два пати во годината како можат. Тоа е нешто, некое чувство кое не знам, ми прави големо задоволство. Јас и сега дарувам, постојано давав пред Нова година, не знам кога беше. Чувството е прекрасно. Изминатата 2022 година може да се оцени како навистина успешна година за крводарителството во Охрид. Беа реализирани 16 успешни крводарителски акции, а собрани 1279 единици крв, со што беа задоволени потребите на пациентите во здравствените установи во Охрид и Дебарца, информира Сашо Точков, председател на Општинската организација на Црвениот крст од Охрид. Тој се заблагодари на се поголемата армија хумани луѓе кои несебично продолжуваат да спасуваат животи дарувајќи крв. Радува фактот, вели Точков, што расте бројот на оние кои за прв пат даруваат крв. Она што нас не задоволува и не прави горди е бројот на околу 30% на први дарители, прв пат што дарувале во 2022 година, значи имаме дарители кои што прв пат дарувале преку 30%. Тоа е она што е иднината, сакам да кажам, и она што навистина е поттик и за младите и за останатите да бидат дел од ова големо хумано семејство. Луѓе што се од 18 до 24-25 години. Тоа е она што охрабрува.
Целта на организирање крводарителски акции и негување на крводарителството како еден од најхуманите гестови е да се задоволат потребите на пациентите во здравствените установи, потенцира Точков. Не е целта да се соберат повеќе од потребни крвни единици кои потоа би се фрлиле. На ниво на држава годишно се потребни околу 55.000 единици, а се собираат 2.000 повеќе, околу 56 или 57, вели Точков. Денес, по повод денот на крводарителството и денот на Црвениот крст, во просториите на Општинската организација на Црвениот крст во Охрид, беа доделени благодарници на крводарителите, кои во минатата 2022 исполниле 5, 10, 25, 50, 75 или 100 крводарувања. ТВМ телевизија, како еден од медиумите кои помогнале во промовирање и унапредување на крводарителството на териториите на општина Охрид и Дебрца, доби благодарница заедно со голем број други фирми, установи и институции кои исто така помогнале во мотивирање и анимација на луѓето во градот за да даруваат крв. Во јавната здравствена установа, специјална болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид, извршена првата операција на рбец со најнова роботска технологија. Оперативниот зафат со користење за прв пат на новата генерација на роботски микроскоп бил извршен на 15 март. Чувството беше неповторливо. Нашата болница Свети Еразмо е рамо до рамо со најголемите вертебролошки центри. Со над 120 вертебролошки и операции на нерви и на отворен мозок, Свети Еразмо е рамо до рамо со клинички центар и заслужува да има ваква најсовремена апаратура која дава огромна сигурност на операциите и значајно го скратува нивното време траење. Пациентите, медицинскиот тим и хирурзите го заслужуваат тоа, напиша неврохирургот доктор Митре Милошевски на својот Facebook профил. Доктор Милошевски изразува надеж дека после оваа операција, изведена како тренинг, наскоро болницата ќе биде опремена со ваква модерна апаратура, со што ќе се сврсти во редот на најсовремените центри за вертебрологија во Европа. Бесплатен скрининг за рано откривање на бубрежни заболувања во специјалната болница за нефрологија во Струга. Голем број граѓани ја искористија можноста да направат прегледи и да ги слушнат советите од лекарите. Според статистиката, во светот 850 милиони луѓе имаат некоја форма на бубрежна болест. Кај нас, бројката на заболени е 150.000, од кои 1% се на дијализа. Во специјалната болница за нефрологија Струга денес бесплатен скрининг за рано откривање на бубрежни заболувања. Голем број граѓани ја искористија можноста да направат прегледи со мерење на крвен притисок, одредување на шеќер во крвта и анализа на урина. Од болницата велат дека врз основа на овие параметри првично може да се следи дали некој потенцијално болен има некој здравствен проблем со бубрезите. Според лекарите, најважно е рано откривање и третман на бубрежните заболувања. Ова ни е месец на бубрегот под мотото подготовка за елементарни непогоди и помош на ранливите категории во секое време. Нашата болница стои на располагање во секој момент во поглед на она што го лекуваме, во поглед на сите болести бубрежни, уролошки заболувања и други превентивни прегледи. Интересот за ваква работа е доста голем, иако немавме доволно време за подготовки, се надевам дека следниот пат на отворено ќе имаме уште повеќе. Граѓаните добија и препораки и совети за здрав начин на живот, посебен начин на исхрана, редовни прегледи со одветна терапија и физичка активност. Тоа се основите за здрави бубрези, советуваат лекарите, кои на пациентите им делеа и едукативни флаери. Има неколку препораки за бубрезите да останат здрави. Значи физичка активност и вежби, мерење на крвен шеќер, мерење на крвен притисок и негова регулација, пиење на доста течности, посебно вода, исхрана, се подразбира здрава и правилна исхрана, престанок на пушење, неземање на лекови без препорака на лекар. Овие 7 критериуми се една одлика за здрави бубрези. Според статистиката во светот, 850 милиони луѓе имаат некоја форма на бубрежна болест. Кај нас бројката на заболени е 150.000, од кои 1% се на дијализа. Најчести причини за хронична бубрежна болест се дијабетесот и хипертензијата.
Денес градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и председателот на Советот Сашо Донев остварија средба со Комитетот за односи меѓу заедниците при Собранието на Република Македонија. Повод за средбата беше можна иницијатива за формирање на Комисија за односи меѓу заедниците, заснована на добра волја, бидејќи тоа не е законска обврска на општина Охрид. Денес Комитетот за односи меѓу заедниците при Собранието на Македонија оствари работна посета на општина Охрид и средба со градоначалникот, председателот на Советот и советниците на општината, со цел реализација на програмата за работа на Комитетот за 2023 година за соработка со комисиите за односи меѓу заедниците на локално ниво. Комитетот за односи со заедниците со досегашното работење се покажа и потврди како работно тело на Собранието кој има голема улога, но и одговорност во остварувањето на општините и посебните права на националните заедници, односно на припадниците на националните заедници. Со ова, Комитетот има голема улога и придонес во развојот на мултикултурната и мултиетничката димензија на македонското општество, на вистинскиот соживот на сите граѓани, а со тоа и јакнење на парламентарната демократија во Република Македонија. Денеска заедно со моите колеги, членови на Комитетот за односи меѓу заедниците, сме тука да разговараме околу можна иницијатива за формирање на комисија за односи меѓу заедниците, нормално на основа на добра волја, бидејќи тоа не е законска обврска на општина Охрид. Председателката на Комитетот Пашоли додаде дека голем е интересот од страна на Комитетот за тоа како општина Охрид се справува со предизвиците кои ги носи со животот помеѓу заедниците кои живеат во општината. Комитетот за односи меѓу заедниците се грижи за функционирањето за комисиите за односи меѓу заедниците на локално ниво и презема мерки за подобрување на нивното работење и го координира Комитетот за односи меѓу заедниците. Собранието е должно да ги разгледува мислењата и предлозите на Комитетот и да одлучува по нив. Официјална Софија со зголемена загриженост ги следи случувањата во Македонија поврзани со бугарските клубови, соопшти Бугарското Министерство за надворешни работи. Реакција доаѓа откако Министерството за правда одлучи да ја поништи регистрацијата на бугарскиот клуб Иван Михајлов во Битола. Вчера Централниот регистар го одби и барањето за пререгистрација на клубот Цар Борис III во Охрид поради нецелосна документација и за истото го известило Министерството. Министерството за надворешни работи на Република Бугарија со зголемена загриженост ги следело случувањата во Северна Македонија поврзани со, како што соопштија, обидите за ограничување на правото на здружување на бугарите во земјава. Бугарското МНР во реакцијата објавена на официјалната веб страна вели дека дискусиите и забраната од Македонското Министерство за правда за имињата на две бугарски здруженија биле дел од обидите за ограничување на правото на здружување на бугарите. Реакцијата на бугарското МНР се однесува на одлуките на Владината комисија за употреба на лични имиња на министерот за правда Кренар Лога во врска со негативното мислење за употребата на името на Иван Михајлов од страна на Бугарското здружение во Битола, како и за одлуката на Централниот регистар за здружението Цар Борис III од Охрид. Имено Централниот регистар во текот на вчерашниот ден донесе решение со кое барањето за усогласување со законските измени од страна на Здруженијето Цар Борис III од Охрид го одби, од причина што од страна на Здруженијето до Централниот регистар во законски предвидениот рок од 30 дена не биле доставени бараните документи дадени во известувањето, во согласно со Законот за здруженија и фондации. За донесената одлука Централниот регистар ќе го извести и Министерството за правда за негово понатамошно постапување. Вчера пак Комисијата за употреба на лични имиња даде негативно мислење за употребата на името Иван Михајлов од страна на Бугарското здружение во Битола, оценувајќи го како провокација за националните чувства на македонскиот народ. Започна изградба на нова пешачка патека во стариот дел на градот. Патеката се протега од Плаошник до Канео и е во должина од 80 метри, а ќе биде поплочена со камен. Со реализацијата на оваа патека се збогатува мрежата од пешачките патеки во стариот дел на градот. Покрај оваа активност, на веќе постоечката патека од Канео до Лабино во тек се активности за поставување на нова заштитна ограда по должина на патеката. Вредноста на проектот е 500.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Охрид.
Се санираат и опремуваат детските повеќенаменски игралишта на територија на општина Охрид. Градежните зафати се во полн ек на 4 локации, каде игралиштата го добиваат својот нов лик со модерни реквизити. Планот на локалната е по завршувањето на овие игралишта, на кои во моментов се работи, со програмата да бидат опфатени и други, со што вкупната инвестиција ќе изнесува повеќе од 10 милиони денари. Убаво уредените игралишта се скапи и представуваат јавно добро за сите, па од локалната апелираат граѓаните да ги чуваат истите и да не се вандализираат. Опремувањето со реквизити на детските игралишта на улиците Јане Сандански и Крали Марко и во населбата Далјан е во полнек, но само 3 дена од отпочнувањето на градежните зафати за санација на игралиштата преку рубриката Ти си твојот град реакција дека работата не е добро изведена. Вака се монтирани детските реквизити помеѓу улицата Јане Сандански и Даме Груев, штеделе на штрафови, оставени дупки кои се ризични и можат децата да се повредат, а игралиштето плива во вода, напиша граѓанин кој испрати фотографии. Од секторот за комунални дејности при општина Охрид за граѓаните со објаснување дека на конкретната локација градежните зафати се во тек и игралиштето не е завршено и готово за користење. Екипата на ТВМ денеска го посети детското игралиште на пресекот на Јане Сандански со Питу Гулика и кружниот тек. Игралиштето го добива својот лик, реквизитите монтирани без да не достига ниту еден штраф, се монтираше и подлогата. Игралиштето на улица Даме Груев во населбата Христо Узунов во непосредна близина на кулите е готово, а се реконструираат уште 2 игралишта во Далјан и на улица Крали Марко. Градежните активности, до овој момент градежните активности тие се веќе во полнек, траат околу 3 до 4 недели. По завршувањето на овие градежни објекти, надлежните служби, односно фирмите изведувачи, во договор со секторот за комунални дејности ќе се префрлат на други локации на територијата на градот. Ова е прва ваква интервенција по 2016 година, по големи градежни активности, општина Охрид во оваа насока извршувала во текот на 2016 година, значи по 7 години повторно се реконструираат детските игралишта на територијата на градот. Реконструкцијата на игралиштата е инвестиција на општина Охрид со средства во целост обезбедени од буџетот по 2 програми од секторот за комунални дејности, тоа програмата за уредување градежно земјиште и програмата за изградба и одржување урбана опрема. До овој момент општина Охрид одделила повеќе од 5 милиони денари за санација на овие игралишта, што говори дека станува збор за скапи реквизити. Детските игралишта од секогаш се мета на вандали кои ги уништуваат, па граѓаните постојано бараат од локалната да најде начин за заштита на овие јавни добра. За одржувањето е задолжена општината преку јавното претпријатие Градски пазар. Ќе искористам приликава да упатам еден апел до граѓаните и корисниците на овие детски игралишта да не ги оштетуваат. Ние ќе се погрижиме преку одделението за инспекцијски надзор да одржуваме колку што е возможно. Ајде да така да речам контрола врз овие детски игралишта, врз овие соодветни градежни објекти, меѓутоа практично невозможно е 24 часовна заштита нивна, сепак грижата за овие градежни објекти останува на, би рекол, на совеста на охриѓани и на туристите кои што го посетуваат Охрид. Планот на локалната е по завршување на овие игралишта на кои во моментот се работи со програмата да бидат опфатени и други игралишта на територија на градот, со што вкупната инвестиција за реконструкција и опремување со модерни реквизити на повеќенаменските детски игралишта ќе изнесува повеќе од 10 милиони денари. Посебен режим на сообраќај во Охрид во текот на престојниот викенд. Поради средбата меѓу претседателот на Србија Александар Вучик и косовскиот премиер Албин Курти во Охрид, на подрачјето на СВР Охрид се преземаат соодветни безбедносни мерки, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Активностите се насочени кон физичко и сообраќајно обезбедување на сообраќајниците и другите објекти за што се веќе остварени контакти и координација со службите од локалната самоуправа, како и со сите правни субјекти одговорни за одржување на патиштата и улиците во градот, со Фондот за комунални дејности, сообраќај и улици при општина Охрид, со јавните претпријатија, како и со други релевантни субјекти. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид интензивно презема мерки за сообраќајно обезбедување, контрола и регулирање на сообраќајот пред се по булеварот Туристичка, но и по други
другите патишта и сообраќајници каде не е дозволено запирање или паркирање на моторни возила и каде е предвидено да се врши непречено пропуштање на возилата со приоритет на минување. Воедно, сообраќајното обезбедување ги опфаќа останатите магистрални, регионални и локални патишта, како и заштитниот појас на патиштата, заедно со улиците во населените места и паркиралиштата. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат наредбите што ги издаваат полициските службеници по сообраќајниците и по другите подречја, со цел подигнување на степенот на сигурност за време на овој значаен настан. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Француската полиција приведе 217 лица за време на протестите во Париз против пензиската реформа усвоена со покренување посебна постапка. Полицијата употреби солзавеци водени топови против демонстрантите на Пладела Конкорд во Париз, каде се собра околу 7.000 луѓе да протестираат против пензиските реформи. Како што изјавува Ројтерс, демонстрантите фрлале камења кон полицијата, која потоа интервенирала за да ги разбие групите. Француската премиерка Елизабет Бърн предходно покрена специјална процедура за усвојување на непопуларниот закон за пензиските реформи во Националното собрание без гласање. Среде извици и скандирање на пратениците од левиците кои вееа транспаренти против пензиските реформи. Користејќи го така наречениот член 49.3 од Уставот, беше обезбедено усвојување на нацрт закон за зголемување старосна граница за пензионирање за 2 години од 62 на 64 години, но тоа покажува дека председателот Емануел Макрон и неговата влада не успеале да обезбедат доволно мнозинство во парламентот. Макрон и неговата влада тврдат дека зголемувањето на старосната граница за пензионирање е неопходно за одржување на пензискиот систем, но неговиот неуспех да изгласа пензиската реформа во парламентот е удар за неговите напори да спроведе нови реформи. Кинескиот председател Ши Џинпинг ќе патува во Москва следната недела, каде ќе има разговори со Владимир Путин, потврдија официјални лица. Кремљ соопшти дека ќе се дискутира за сеопфатно партнерство и стратешка соработка. Посетата следува откако Пекин го изложи својот мировен план за Украина, кој со предпазливост беше примен од Западот. Западните земји ја предупредија Кина да не ја снабдува Русија со оружје. Кинеското министерство за надворешни работи објави дека Ши ќе престојува во Русија од 20 до 22 март на покана на Путин. Минатиот месец и украинскиот председател Володомир Зеленски изрази желба да се сретне со Ши за да продискутираат за кинескиот предлог. Американските медиуми одјавија дека по посетата на Русија Ши ќе разговара со Зеленски преку видеоврска, но ова засега не е потврдено. 16 годишен тинејџер пукал во мајка си и убил двајца полицајци пред да се самоубие во Едмонтон, Канада, соопштија локалните власти. Полициски функционери, високовладен функционери изјавија дека мажот пукал и ја ранил неговата мајка во стан во градот Алберта. Двајца патролни службеници биле убиени при доаѓањето на местото на настанот околу 12 часот и 47 минути. Началникот на полицијата во Едмонтон рече дека осумничениот се застрелал себе си. Жената е пренесена во болница со повреди опасни по живот, каде и понатаму е во тешка но стабилна состојба. Канадскиот премиер Џастин Трудо упати на Твитер сочувство и подршка до најблиските и колегите на полицајците. Нов Зеланд објави дека до крајот на март ќе забрани употребата на кинеската апликација TikTok на уреди со пристап до мрежа на парламентот поради загриженост од сајбер безбедност. Главниот извршен директор на парламентарната служба на Нов Зеланд, Рафаел Гонзалес Монтеро, изјави за Ројтерс дека одлуката е донесена по совети од експерти за сајбер безбедност и дискусии во владата и други земји. Загриженоста се зголеми на глобално ниво поради можноста кинеската влада да пристапи до локациите и податоците на корисниците преку ByteDance, кинеска матична компанија на TikTok. TikTok соопшти пак дека верува дека неодамнешните забрани се засновани на, како што наведува, фундаментални заблуди и поттикнување на поширока геополитика, истакнувајќи дека потрошил повеќе од 1,5 милијарди долари на ригорозна заштита на податоците и отфрлање на обвинувањата за шпионирање. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.